Почитувани добровечер. Гостин во вечерашнава емисија Став е претставителот на невладината организација Ангунипе, Мерџан Демирали. Господине Демирали, добровечер и за вас. Добровечер и благодарам за поканата. Вашето гостување не е без повод. Невладината организација Ангунипе покрена иницијатива за хуманитарна помош на социјално загрозени семејства. Кажете ни, кој беше мотивот за покренување на една ваква доброволна акција, која секако дека е добре дојдена нели во овие услови денеска? Токму така. Напред да кажем добровечер на сите гледачи на телевизија Плюс и најнаферт би сакал да кажем дека иницијативата е заедно, дека ромите се во целата држава, нели, најзагрозени по однос на екзистенција, невработени се, најсиромашни граѓани во Република Македонија се ромите. Согледувајќи дека немат од никаде никаква помош, одлучивме да направиме една акција, бидејќи како и во Република Македонија и во диаспората имам толку луѓе кои ме познават и покренав иницијатива да потпрашувам да видам колку се тие волни да подпомогнат, да бидат нели дел од оваа акција, да собират пари тие во диаспората за да праќат да оваа хуманитарна пратка се реализира преку мене. Тоа беше морам да признам дека првата реакција не траеше ни 30 и неколку часа. Значи, в третиот ден, односно поднос на часовите, јас вака по денови ви кажувам дека третиот ден, веднаш првата реакција стигна 300 евра помош и со тие 300 евра јас планирав да ги офатам оние што им беше најнеопходна таквата помош. Меѓутоа, ако реално ги гледаме работите, сите имат потреба, затоа што се 99,1% невработени. Во нашиот град, па можем да кажем, со некои благи показатели во Република Македонија веќе се покажува дека нешто има вработување. И она максимално домаќински ја направив со тие 300 евра да офатам 14 фамилии, од кои вие бевте сведоци, бевте снимавте со вашата камерата, видовте такви лица кои беа толку радосни. Јас бев толку горд, среќен што веќе имат јавено дека веќе се собират уште пари во Европа, така да очекувам денеска или утре да пристигнат тие пари, да акцијата да ја продолжувам со уште некое друго семејство да изредувам. Мада тоа не е решението, но сепак колку толку една блага помош за овие роми. Така. Дали планирате да донирате и на нели ранливите категории од другите етнички заедници или ова исклучиво за ромската националност? Секако, вие сте сведоци дека секоја година нашата невладина организација донира пакетчиња за деца роми. Меѓутоа, сведоци сте дека кажуваме дека ќе донираме и за деца од другите етнички заедници. Впрочем, јас делов пакетчиња и за деца од други етнички заедници, меѓутоа некои родители не сакаат да дојдат пред камерите. Затоа што целта на таа делување на пакетчиња за децата ми беше децата да дојдат покрај елката, да им пуштиме музика, да нели тие час и половина или 2 часа да се чувствуваат радосни околу Дедо Мразот, елката да игра, да пеат и новогодишното чувство да го осет барем макар на тие час и половина или 2. Имаше родители кои што ги спомнали не сака да дојдат, сака родителот да дојде сами да го подигне пакетчето. Меѓутоа, секогаш кога некоја акција ќе направам, секогаш барав да бидат присутни медиуми, електронските и вашите медиуми, така да се гледа дека секое мое барање за спонзорство да биде реализирано и да се донира во правите раци. Инаку да, ова акција, ако се зголеми бројот, мислам паричната помош, ќе бидат офатени и други етнички заедници, затоа што гледам во Република Македонија, па и во нашиот град Кумано, ги гледаме веќе видливо е дека и од македонска етничка заедница веќе нели бркат по канти, собират плаши, така да не е ништо не чудно, туку ако има средства секако дека ќе отидеме до тие фамилии да им донираме помош од оваков тип прехрана. Веќе спомнавте дека повеќе од 99% од нели ромската етничка заедница, односно нели граѓаните од ромската етничка припадност се невработени. Според вас каков е статусот и положбата на ромите во државата, нели на централно ниво, но и на локално ниво во нашиот град?
Ромите, како и кај повеќе општини во државата, се издвојуваат како најмаргинализирано население во субстандардни услови за живот. Низок степен на образование, невработеноста, немање на здравствена заштита, дискриминација и други проблеми кои овие граѓани ги рангираат во категорија на граѓани кои не ги остваруваат своите социјални човекови права. Тоа е еден голем проблем кај што нели секогаш гледавме спас преку политички партии, да изнајдеме решение да се нели секој граѓанин да биде да има еднакви права согласно законот Устав на Република Македонија и како социјална држава пред се, ромите се тоа не го чувствуваат. Од кои причини секојдневно ги бараме, меѓутоа ако еден се бори за да се остварат тие прави, барем јас почнувајќи паѓајќи од себе, чувствувам дека сам не можам да се борам против сите. Барав долгогодишна поддршка од политичките партии, кај што немаат слух за нашиот град и сведоци се дека во нашиот град нема ни вработени роми и немаат ни од што да екзистират. Затоа и дојдовме до ваков степен на проблеми. Така, тоа беше и моето следно прашање околу вработувањата. Дали сте задоволни од бројот на вработувањата кои што ги имате во јавните предпријатија, државните институции, но и локалната администрација? Досега имаше вработено само еден ром во локалната администрација овде во Куманово. Секако, значи тоа е еден исто од големите проблеми во нашата општина, каде што како што напоменав дека на централното ниво во врска со политичките партии со задржавни службеници се вработени, веќе има некој показател, мада тоа се брои на прсти, меѓутоа сепак не никога ќе видиш дека некого има вработени во администрација вработен, тогаш се чувствуваш малку погорд, некако се добиваш некако волја и мотивација за оние кои веќе одат во основно или средно образование, за да добијат нели мотивација дека еден ден и тие ќе бидат вработени во локалната или централната власт, односно администрација. Така. Сега поведете. Сакав да кажам дека вие рековте дека имаме еден, поаѓајќи од тоа дека вработеноста не знам од кои рамки не е толку вработено, инаку имаме некоја бројка дека во вработеноста на локално ниво во локалните администрации, односно јавното предпријатие Чистоти зеленило, каде се таму отприлике 120 роми вработени, меѓутоа тие се вработени од осамостување Република Македонија. Значи нови вработувања од осамостување Република Македонија како општина Куманово под централизацијата имаме некаде околу 30 нешто луѓе вработени. Значи се водат уште 20 по договорно дело. Сепак тоа немат соодветни услови, немат решение кај што не да Боже да имат некоја повреда на работно место, нема кој да ги обштети. Тоа е еден од тие проблемите кои што секаде ми се жалат и ме прашуваат дали ќе добијат решение. Меѓутоа тука се покомпетентни да ми објаснат директорите на тие јавни предпријатија или градоначалникот на општина Куманово. Генерално секогаш кажувам дека не сум задоволен по однос на вработувањето на ромите, не се застапува процентуалната застапеност, што значи дека во Куманово имаме околу по 2002 или задни последниот попис беше, се води бројка од 4000 нешто роми, што денеска сме 2017 година, што значи дека кај ромите секогаш бројката расте, сведоци се дека има по 6, по 7, по 10 деца, секоја година добиваме по неколку члена возрастни значи ќе наполнат 18 години, што значи дека по мојата констатација има некаде околу 12.000 роми кои живеат во општина Куманово, што значи дека бројката се зголеми и така да исто и гласачкото тело е пораснато некаде прилики од 3 до 3.000 гласачко тело има од ромската заедница во нашиот град. Еве сега со новиот план за вработување во општината за 2017 година ќе бидат вработени уште 5.000 роми. Кој е вашиот став за ова? Вака имав на последната седница на Советот општина Куманово, кој имам тоа слушнато и морам да ви кажам дека после создавање на Република Македонија како прва општина во Република Македонија, нашата општина Куманово донесе една одлука која што мора е за пофалување, меѓутоа сепак ќе кажем дека потекнува од член 20 од Законот за вработување,
која требаше од 2015-2016 веќе да се вработуваат, од кои причини не се вработени роми по таа процентуална застапеност во општина Куманово, не знам. Меѓутоа, слушајќи ја седницата, сепак ќе кажем дека е за пофалба и јас би апелирал како сепак граѓани на Куманово да овие 5 вработувања бидат што поскоро можни, за да почнат децата кои го учат средното образование да добијат мотивација за да го продолжат да се запишат на факултети односно високо образование. Така. Советот доби нов член, нели како советник, новиот советник е Самет Салиевски. Господин Демирали, сметате ли дека со влегувањето во советот на Самет Салиевски, нели како припадник на ромската националност и Ашмет Османовски, кој што веќе е советник по долго време, и покрај тоа што се од различни политички партии, но сепак ќе издействуваат нешто повеќе за ромската етничка заедница, можеби повеќе проекти за деловите од градот каде што живее ова население. Сметате дека ќе бидат единствени некако? Најреално бидејќи јас сум ром, очекувам да смогнат заеднички сили покрај законот кој е донесен, како што рекол предмалку од член 20, најверојатно тоа доаѓа до Министерството за труд и социјална политика, кој не е реализирано од 2015. Средно дека овие 20 советници роми ќе смогнат заеднички сили да се реализира ова вработување на локално ниво, односно на општинската администрација. Им посакувам да се борат заеднички, да не се надпреваруваат, да не се такмичуваат кој е попаметниот, кој е најбудалата, туку да се изборат да бидат вработени уште 5 членови, односно 5 фамилии кои ќе ранат своји членови на семејството. Видите, една од најбитната, нели најзагорчливата работа е што ромите немаат екзистенција, велат дека живеат во субстандардни услови, не знаат прљави, нечисти и така натаму. Меѓутоа едно семејство без разлика од која етничка заедница дека, ако тој не вработен, нема екзистенција, не вработен, нема што да живее, тогаш нормално дека кој да ќе биде тако. Меѓутоа показателот вели дека ова е велено од сигурни извори, значи сведок сум на тоа. Сведоци се дека ромите најчесто заминуваат во Европа, барат азил од тие услови, како невработени или барат спас во други држави. Гледајќи ги таму како живеат, значи имаат услови за живот, гледаш колку се убави дотерени, лично јас не можев да ги препознам дека тие живееле дека се од Куманово. Значи, таквото нешто, кога би бил вработен во својата држава, во својата општина и има редовна екзистенција, своја плата од било која работна организација, истиот живот ќе го спроведе тука кај што живее во наша општина Куманово. Опозицијата во Советот смета дека ромската етничка заедница е маргинализирана во однос на реализацијата на проектите од страна на локалната самоуправа, нели во деловите каде што живеат. Факт е дека нели при обилни дождови често пати беа поплавувани и се уште при обилни дождови се поплавуваат, особено нели куќите кои што се покрај кеот на реката. Што мислите за ова? Одговорот е едноставен, тие се сепак нели опозиција на локално ниво нашата општина, меѓутоа тие се сепак 10 години воделе централната власт. Што например тие направија во централна власт? Јас ви гарантирам дека тие немаат ни едно вработување барем на централно ниво од општина Куманово. Сем коалиционот еден што го имаме и толку. Како опозиција јас критикувам ќе нападам, меѓутоа не е тоа целта. Значи треба сите да бидат свесни дека застапеноста која е донесена по ранковниот договор 2012 ни еден политички субјект кој дојде на власт не го спроведе целосно. Меѓутоа, проблемот ви кажав, сепак е кај нашите политички партии. Лидерите што се нарекуваат лидери, меѓутоа, не знам, најверојатно стои некоја позадина, некоја бизнес позадина. Тоа е тоа што сепак би кажал дека би апелирал и до опозицијата да биде по-конструктивен поднос на овие вработувања што ги бара да бидат нели да земат учество во поврзителната застапеност, нека бидат по-конструктивни, нека напаѓаат овие, нека дадат поддршка овие 5 роми да бидат што поскоро вработени во локалната самоуправа. Бидејќи членот 20 доаѓа од Законот за вработување од Министерството за труд и социјална политика, јас не знам зашто тие како опозиција дека толку ги бранеле нели ромите,
не биле запазени како и другата страна, нели? Тогаш како опозиција барем да покаже дека тие стварно сакат без разлика која етничка припадност доаѓа, како држава, бидејќи сите сме македонци, живееме во Република Македонија, барем она реално, нели, да си ги застапуваме барањата по однос на етничките заедници, по однос на за вработување на процентуалната застапеност. Значи досега ни тие. Значи барат начини како да ме кетет. Ние многу ве сакаме, се трудиме за вас. Во суштина нема ни од едните, па и ни од другата страна. Според вас, како локалната самоуправа се справи со снегот изминатиот месец? Морам да признам, бидејќи сум граѓани на Куманово, ова зима беше тешка и изненадена за сите граѓани на Република на Македонија, па и на нашиот град. Снегот беше толку голем што јас верувам, јас да бев градоначалник, сигурно не ќе може толку брзо да се справам, бидејќи снегот наве некаде од 30 до 40 см. Имаше некои активности, меѓутоа имаше излагање од градоначалникот дека рече дека договорот со која приватна фирма го имаше спогодено, не биле во можност од причина што нивните возила биле замрзнати, не можеле да ги запалат, не знам што. Меѓутоа, не знам, тоа сигурно градоначалникот знае дека ќе се направи санкција по однос на таа фирма и дека денево гледаме дека активно почна да се работи, да чисти на плоштадите, на улиците, што е еден добар показател дека нешто се работи во градот Куманово по вашите прашања. Од почетокот на второто полугодие постојано се провлекува проблемот со недостиг на нафта во оние училишта кои што се греат на нафта. Од локалната самоуправа најавуваат целосно стабилизирање на состојбата од среда, сега нареднава недела, кога новата фирма која што добила на тендер ќе ги достави потребните количини. Што мислите за овој проблем? Значи имаше денови кога учениците работеа со скратена настава или пак втората смена воопшто не работеше. Јас верувам дека вие знаете дека набавките идат од локалната самоуправа, ги справат тие договори со тендерите. Меѓутоа не знам, знаете дека Министерството за образование и наука ги финансира основните средните училишта. Сега јас не знам точно колку навремено ги исплаќаат тие средства, односно парични средства, финанси, за да општината, односно ги префрали на основните средните училишта, за тие набават, директорите да си ги набават нафтите, за да има децата, да видат учениците топли, за да децата продолжат да си настават, да продолжат со настава на училиштата. Во тој дел исто би кажал дека ако бараме политички, да си ставаме политички сопки, еве општината во Куманово или градоначалникот или директорите намерно немаат средства, државата ги дава или слично, тоа не е добро, бидејќи сепак се работи за деца, мали деца кои за тие деца требаат потребно грејење, за да по ова студена зима не би требало да се разболат тие деца. Во политиката не треба да испештат децата на време. Тоа ви го апелирам. Сите да ја остават политиката на страна, оно што е донесено со законот за децентрализација на општините, средствата што која треба државата да ги финансира по локалните општини на ниво на цела Македонија, навремено да ги исплаќат, градоначалникот и директорите на основните средните училишта да си вршат работата оно кога ќе ги има средства, доколку ги имат средства добиено, а не ги реализираат, тогаш има закон кој ќе си ги сносат сопствените грешки или постапки. Господине Демирали, значи и ромите имаат можност да го изучуваат ромскиот јазик како изборен предмет во наставата. Постои ли интерес кај ромчињата, особено оние помалите, помладите, за изучување на мајчиниот јазик? Така во втора година каде се изучува ромскиот јазик и култура во нашиот град Куманово, морам да признам, после напорните 6 години едва се најде сплотеност кај невладиниот сектор да спроведеме една права, реална работа заеднички да конечно отпочне овој предмет. Интересот е голем. Значи, децата имат право од трето деление да почнат да го изучат. Значи, од прошлата година 2016 веќе го почнат. Значи, од третото деление како почнува, тој има право моралност да го заврши до деветолетка. Наредните кои доаѓаат нови трето, значи секој наредно трето, они се продолжуваат така во континуитет до деветолетка.
информациите кои што ги имам, дека децата барат да имат и по 2 часа да го изучуват ромскиот јазик и култура. Имале деца кои не знаеле дека кој ден, па се јавуваат на телефони нон-стоп да прашуваат кој ден им е да го изучат ромскиот јазик и култура. Се гордам на тоа, се гордам и сакам да изразам голема благодарност за единството на невладиниот сектор кој што го заеднички направивме да отпочне и кај нас најголемата општина ромскиот јазик, изборниот предмет по ромскиот јазик и култура, инаку во другите општини кај многу помали општини веќе 6 години се изучува ромскиот јазик и култура. Така никогаш не е доцна. Еве веќе ги спомнавме невладините организации. Колку невладините организации преку разни трибини, работилници, едукативни придонесуваат за подигање на свеста на ромската популација? Па мора да ви кажем реално дека има резултати, се гледа на тоа дека се мотивираат едукативно да како да дојдат да се оспособат за апликација за работа, например и жените како да се едуцират, како да бидат дел од политичкиот живот и мислам дека се доста потребни вакви едукативни трибини кај што би апелира да бидат почести за да секоја едукација добро дојде на денеска да може да се снајде во општеството. Доколку не ги знае, не ги познава правилата, тој не ќе знае ни еден извод сам да извади или да го потпуни. Така, еве во Куманово огромен е бројот на граѓаните од ромска националност кои што немаат никаква документација, така наречени нели фантоми. Живеат во Куманово, но немаат воопшто ниту државјанство, ниту извод на родените, ништо, и како резултат на тоа не можат да поднесат нели барање ниту за користење на социјална помош. Како би можело да имате ли поточна информација за колкава бројка тоа станува збор и како би можело да им се помогне на овие луѓе, како да ги извадат веќе неколку години се бориме за овој проблем да го решиме, меѓутоа институционално или законски било неизводливо. Од кои причини? Затоа што, например, мајката, родилка или таткото немале соодветни документи, затоа што по самостојна Република Македонија родителите кои биле државјани на друга држава немале право да го добијат македонското државјанство. А замислете, тој живее 40 години во општина Куманово. Значи тој закон треба потхитно да се промени, бидејќи тие живееле во општина толку години и по некој си дефолт треба да им се одобри државјанство. Пред година дена имаше акција и од Министерството за труд и социјална политика во соработка со полицијата во општина Куманово да ги најдат тие фантоми, да им помогнат за да дојдат до соодветна документација, да се идентифицираат во матична служба на нашата општина во Куманово. Меѓутоа од тоа акција почна и се стопираше. Имаше информација дека е морало да се направи ДНК на родителите, дали и на децата, дека биле нивни деца, за да може да добијат нели соодветен документ да се запишат во матична служба. Рекоа дека Министерството за труд и социјална политика таа ДНК ќе ја плаќа. Од тогаш навам не знам точната бројка колку се веќе во Министерството за труд и социјална политика, која мислам дека по овој проблем е господја Марбера од тоа министерство и се уште немаме ништо. Значи застојот, има голем застој или не сакаат, немаат како да кажам, не сакаат овој проблем да го решат. Така. Во што е проблемот, не знам, дали во парите или што, мислам дека државата има пари, приватните фирми, државните си го плаќаат данокот редовно, државата го полни буџетот преку тие држави, преку наши пари, преку наши даноци, така да требало и тоа министерство, кој е едно од најголемите во Република Македонија, кофеќа големи работни организации, но сепак треба невладините да смогнат заедно со политичките партии овој проблем да се реши, затоа што тие граѓани што се без документација се во големи проблеми, не може да извадат никаков документ, не може да примат парична социјална помош, не може да се вработат без документ. Значи тие се без идентитет. Значи апелирам до сите релевантни фактори во оваа држава да преземат, односно од каде што започнале, да продолжат и да ги решат овие проблеми со овие фондовски лица на ниво на цела држава. Господине Демирали, деновиве Коалицијата за подобра Македонија излезе со една пресконференција на која што обвинија дека се злоупотребуваат муслиманските гробишта, односно дека јавното претпријатие Чистот и зеленило стопанисува со
приватно земјиште кое што е во сопственост на верскиот одбор на ромите. Имате ли поточна информација за што станува збор и дали ова вистина? Вистина, значи овој проблем трае повеќе години. Значи пробавме да го решиме на секој начин и тоа никако да се реши. Добро е што ова прашање се покрена во Советот на општина Куманово после толку години. Сознавајќи дека овој проблем не пројде на Советот на општина Куманово, како што разбор беше пата, 15 не се излеса, не знам зошто. Дали некој стои позади ова позадина, затоа што е тоа приватно земјиште, не треба да стопанисува никој ако е нели приватно лице. Значи, да кажеме држава со ваша куќа кај што сте вие собственик, не може никој да дојде да влезе во вашата куќа. Тоа е значи во превод истото и со ова место. Точно е, значи за ова место, гробно место, Верскиот одбор, односно беа донација од Европа. Ромите дадоа свој придонес да се откупи, да имат да може да се копат нашите роми, затоа што река дека немало повеќе место каде да се врши погреб на ромите. Направија таква акција, таа акција веќе трае 10 години, можда и повеќе, овој е проблем. Меѓутоа, кроз тоа место, по информации што ги имам, помина гасовод на Макпетрол, сега се тужија во судот, тогаш веќе 20 се починети кои беа дел од тој верски одбор. Никаква досега точна информација немаме што се работело и како тоа се помина во судот. Знаат најболе тие и со тие кои што соработувале. Верувам дека нема некоја криминална работа направена во тој однос да земат може би Макпетрол ги обештети, затоа што веќе ако ти поминуваш кроз тоа земјиште како гасо, тоа веќе нели не може да се отстрани. Тогаш оди процес, суд и обештетување. Сега дали се обештетени, дали не се, тоа никој не ни го кажува, некој крие, меѓутоа добро што сепак ќе повторам дека ова прашање се покрена во Совет на општина Куманово и жал ми е што излезе така. Се надевам дека како што ги спомнавте и новиот советник, со првиот, двајцата да покренат уште еднаш ова прашање, затоа што е исто такво прашање, затоа што сега се плаќа легализација на гробиште, на гробно место. Ти плаќаш на твојот приватен двор, на твојот приватно двориште. Се надевам дека ќе најдат заедничко решение, ќе спогнат се да го решат овој проблем кој што трае повеќе години. Опозицијата во Советот досега неколку пати потенцираше дека Куманово е најзагадениот град во Европа, а од друга страна дека градоначалникот не презема никакви мерки за намалување на загаденоста во градот. Според вас, дали Куманово е навистина најзагаден град во цела Европа? Јас кратко. Така, повелете да, ваш став околу ова. Тие се 10 години на власт. Куманово до самостојување е 27 години. Мислам како самостојна општина, до сега не било загадено, додека што испада најзагаден град во Европа. Не би сакал повеќе да коментирам, секој граѓанин тоа ќе го демантира. Подобро е како што бев да бидат поконструктивни по однос на реализација, да се донесат нели капитални инвестиции, како без разлика да не се гледа кој е градоначалник на оваа локална самоуправа. Ако сите мислиме, бидејќи сите живееме во изград, нели сите сме граѓани на Куманово, без разлика ако сум јас во партијата на ВМРО, јас ќе се борам како опозиција да дојдат капитални инвестиции. Ако јас доведам капитални инвестиции во Куманово, тогаш граѓаните ќе кажат дека ВМРО ДПМН носи капитални инвестиции, дека во наредниот изборен процес ќе гласаме за оваа партија, затоа што тие и како опозиција се борат за градот, го сакат Куманово. Тоа е еден од моите одговори кои кога би била јас опозиција и реално би се трудил да донесам капитални инвестиции во нашата општина, за да вработиме повеќе граѓани на оваа општина кај што живеат, бидејќи Куманово, знаете сами дека е мултиетничко Куманово и досега имаме добар соживот, се надеваме дека така ќе продолжи. А како ја оценувате реализацијата на проектите во општина Куманово? Да, мора да признам дека општина Куманово исто така нема доволни, до сега барем јас како што знам, нема некоја голема капитална инвестиција каде ќе бидат вработени поголем број на граѓани од нашиот град. Треба да земат, да смогнат сели, да барат инвестиции, меѓутоа сепак тоа нели оди преко Министерството за транспорт и врски, преко владата на Република Македонија. Тука се тие сопки кои јас претходно ги спомнав дека не би требало да видат, затоа сите сме граѓани на оваа држава, мала држава од 2 милиона луѓе, што значи дека ако сите работеле домаќински, сигурно оваа држава ќе беше многу појака од Швајцарија. Например, по однос на вработување во другите држави, например да ја земам за пример Германија, таму не те гледа
кој си по националност и што си. Например, син ми заврши средносрочно образование во Нација Бујони, замина во Германија, таму се омажи, најде работа веднаш. Работи и немаше проблем да му кажат ти си ром или ти си ова или ти си она. Значи веќе таму вели само ти си работно способен и таа работа. И апелират да биде тоа и во нашата држава така и никогаш не би имало она политичко превукување, а со тоа само страдаат граѓаните на Република Македонија. Она што е наактуелно во моментов, нели е прашањето околу формирање на владата. Од една страна ВМРО ДПМН бара нови избори, Зоран Заев бара да биде мандатор и да ја формира владата. Од трета страна председателот Ѓорги Иванов бара доказ и потврда дека некоја партија или коалиција ќе има мнозинство во парламентот. Кој е вашиот став нели по ова прашање? Па ја наредно ќе ви кажем, тука став не зазивам, јас само ќе ви го цитирам членот, односно законот од Уставот на Република Македонија. Вели член 90, председателот на Република Македонија должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го одобри на кандидат на партијата, односно партиите што имат мнозинство во собранието. Во овој случај, ВМРО ДПМН имаше рок од 20 дена, не успеа да направи влада со албанските политички партии, во овој случај со и останатите. Тогаш по дефолт нели доаѓа бидејќи законот вели односно партиите. Значи не прецизира, туку вели односно партиите. Значи во овој случај мнозинство е партијата на Социјалдемократски сојуз кој што има 49 пратеника. Во овој случај мандатар треба да биде господин Заев. Председателот на државата во старт го прекрши уставот затоа што вели дека мандатар може да биде она партија која на изборите ќе добие 61 пратеник. Че 2013, 2014 или 2015 ВМРО ДПМН имаше по 61 пратеник. Тогаш нели беа мандатари. Тоа е согласно уставот и законот на Република Македонија. Во овој случај тие нема 61 пратеник, туку имаше 51. Значи во тој случај затоа велам дека председателот на државата го прекрши законот. Не смееше да бидат мандатари. Тогаш требаше да ги повикне двете политички партии или лидери на партиите како Груевски и Заев, да ги винике и да каже: имате рок 20 дена, формирате мнозинство, дојдете кај мене, кој има мнозинство, тој ќе формира владата во рок од 10 дена. Така да владата немаше да има никакви кризи, политички ни економски. За неколку месеца нели ќе се одржат и локалните избори. Каков градоначалник му е потребен на Куманово и што е она што прво ќе треба да се промени, да се смени во градот? Нели за подобро живење во Куманово? Многу тешко прашање. Градоначалник секако да, треба да биде домаќински настроен, да биде градоначалник на сите граѓани на општина Куманово, градоначалник без разлика кој од која политичка партија доаѓа, градоначалник да не гледа кој од која етничка заедница припаѓа, туку да гледа соодветно образование да има по однос на конкурсите за парање на вработување. Или пак да се запази ранковниот договор кој треба да се прошири и да бидат вработени по ранковниот договор, односно по претоtalната застапеност во државата и Куманово. Се надевам дека ова 2017 ќе биде приоритетна година за сите етнички заедници, па за нас ромите, кај што највеќе апелирам, алудирам ромите да бидат вработени. Сакам да докажам, да не кажам сами од себе си за пример, дека Мерџан е една врста неколку, барем не толку ситуиран, меѓутоа сега можам да кажам слободно да се ситуиран. Имам дете во странство кој што не се секира многу, дали ќе имам, дали ќе немам, знам дека утре ќе ми се јави телефонски и каже ти треба, ќе ми прати. Меѓутоа проблемот е што не само јас како Мерџан, туку и други роми се невработени и барат екзистенција. Сите оние роми што се вработени, како што ви кажам, нели, од бившата Југославија и сега како од самостојна Република Македонија, имат екзистенција како вработени за стално збором, имат бенефити да уживат од својата работна организација спрема банките и останатите институции кои што се за нивните потреби. Значи може да подигне кредити, можат секако вид на кредити да направат за да, ако сакат нешто повеќе да направат за себе. И пред самиот крај на емисијата да ве прашаме дали ромите се злоупотребуваат во политички цели, односно нели дали се манипулира со ова етничка заедница за да се постигнат политички поени, не политички поени, односно гласови, за да се издействуваат гласови. Токму така секогаш се манипулирало и секогаш ќе се манипулира.
Зошто го велам ово? Ово го велам причина затоа што реков дека ромите се невработени, многу се сиромашни, бевте сведоци, каде живеат со стандардни услови, и кога ќе дојдат избори, тие чекат, не гледат на сумата. Тие не се свесни, или во моментот не може да бидат свесни дека тие, не знам, дали ќе бидат 500 1000 денари или па 100 денари, дека му е неопходна. Вика, тој не мисли, зима и оди гласа. Тоа е лошата работа. Затоа се манипулира. Меѓутоа, оној што рекол предмал, кој е вработен, има своја редовна екзистенција, месечна, знае, има, нема, месец ќе ќе се ја земе платата, ќе се подели. Дали ќе влезе во банката или на банкоматот, тој веќе е друг човек. Тој е една врста едуциран. Не може да подлегне на такви влијања од пристигувањето на политичките партии или од личностите на политички партии. Овие што нема друг избор. Колку да им збориш дека тоа не чини, тоа е. Нема што да правиме, не можеме да се бориме по тоа, туку затоа ќе апелирам да смогнеме заеднички сили, да се запазува со новиот градоначалник, било кој да е, од која политичка партија, да го запази ранковниот договор, да бидат вработени сите етнички заедници по процесуалната застапеност, и тогаш ќе почне бројот на вработување кај ромската заедница, посебно ќе го осетат бенефитот и тогаш сами по себе ќе бидат оние прави луѓе кои што не може никој да се поиграва со нивното гласачко тело или нивното гласачко право. Господине Демирали, ви благодарам што бевте мој вечерашен гостин во емисијата Став. Се надевам дека соработката ќе продолжи. Ви посакувам многу успешни хуманитарни акции, но и успеси нели на политичката сцена. Ви благодарам многу на поканата и секако дека ќе наставиме со хуманитарна акција, се очекува овие денови да почнеме и ќе продолжиме во таа насока каде воедно ќе апелирам до Црвениот крест на Куманово, дека доколку слушаат дека ромите имаат потреба и тие знаат дека има потреба, јас мислам дека треба да смогнеме заеднички сили, да соработуваме и да помогнеме на ова ранлива категорија, и не само на роми, како што реков, и на останатите на кои има необходна помош. Има доста луѓе кои се кријат, нели некогаш биле некој нешто, и животот никогаш не се знае да те излаже, да те превари, да направиш грешка и да паднеш многу ниско. И на таквите им провачувам да не се срамат, без разлика кои и какви биле, битно е да обстанат, да нека слободно побарат помош. Барем јас лично ќе нема да одмогнам, ќе се заложам максимално да им помогнам, без разлика на нивната вера, исповед или етничка заедница. Ви благодарам уште еднаш, а вие, почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија Плюс и имајте пријатна вечер.